Почитувани медиуми, олово, кадмиум и арсен, тешки метали штетни за човековото здравје се пронајдени во домат и крставица, покажуваат новите извештаи направени во Државната фитосанитарна лабораторија. Во извештаите кои стигнаа до мене се за анализа на определување на макро и микроелементи и елементи во трага, во кој е детектирано присуство на тешки метали во домат и крставица. Почитувани, во денешниот извештаи кои ќе ги презентирам се официјални документи, архивирани и подпишани од страна Државната фитосанитарна лабораторија, односно од Министерството за земјоделство, во кој се констатира присуство на олово, кадмиум и арсен. Двата извештаи кои што денеска накратко ќе ги презентирам, од сите 9 кои што ги имам стигнато до мене, првиот извештај се однесува на направена анализа на домат, нарачател е Агенцијата за храна и ветеринарство. Примерокот е земен на 28.5. оваа година и анализата е извршена на 30.5.2023 година. Она што сакам да го презентирам и алармирам до јавност е следниот резултат кој што практично го има детектиран овој извештај. Во оваа анализа на домат констатирано е присуство на кадмиум од максималните дозволени количества 0,05 мерни единици, во извештајот се детектира резултат од 1,34 мерни единици. Ова е за 27 пати над дозволените количества кои што треба да ги има овој производ. Вториот хемиски елемент, тежок метал олово, согласно правилникот за максимално дозволено ниво е 0,10 мерни единици. Во овој резултат кој што денеска го презентирам, количеството на детектирано олово е 4,48 мерни единици и тоа е за 45 пати над дозволената граница за присуство. Вториот резултат од Државната фитосанитарна лабораторија, кој што исто така накратко сакам да го презентирам, се однесува на примерок од крставица, нарачател Агенција за храна и ветеринарство, дата на земање на примерок 28.5.2023 година, дата на завршување на анализата 30.5.2023 година. Овдека во овој примерок на крставица се детектирани 3 хемиски елементи, односно тешки метали. Првиот е арсен, каде што согласно правилникот не е дозволено присуство на овој тежок метал во храната за човечка исхрана и во резултатот е детектиран бројка, односно 2,05 мерни единици, што е катастрофален податок. Вториот тежок метал е кадмиум со резултат од 0,64 мерни единици, што е за 13 пати над дозволената граница, и третиот елемент, односно тежок метал е оловото, кое што е детектирано со резултат од 37,43 мерни единици, што е за фрампатни 374 пати над дозволените граници. Ситуацијата е загрижувачка и алармантна. Апелирам за внимателност од страна граѓаните, бидејќи истите производи најверојатно веќе се пуштени во промет низ целата територија на државата, што значи дека веќе граѓаните ги конзумираат овие производи. Почитувани, Бабовски Николовски го труја собствениот народ. Овие метали пронајдени во домотот и крставицата можат да се акумулираат во телото во текот на времето и да предизвикаат сериозни здравствени проблеми. Јавно му порачувам на Николовски и Бабовски, кој деновија откако јавно обелоденив за овој скандал и им испратил допис на вработените во Агенцијата за храна и ветеринарство, со кој им се забранува изнесување информации кои што се од јавен интерес, дека времето на закани и уцени завршува. Стручните лица се јасни, последиците од олово, кадмиум и арсенот се канцерогени и докажано е дека предизвикуваат оштетување на внатрешните органи, посебно кај помладата популација. Здравјето на граѓаните е пред се и над се и за него нема простор за калкулации. Го прашуваме и јавното обвинителство, кое наместо да реагира соодветно, се става во одбрана на владата на СДСМ, Николовски и Бабовски, како може труењето на граѓаните со тежок метал да не е предмет на јавен интерес. И дали треба некој да умре за да се реагира по допрен глас од страна на јавното обвинителство. Бабовски и Николовски мора да понесат одговорност. За почеток, нека си поднесат неоповикливи оставки од своите позиции. Ви благодарам.